Здраво, студенти! Јас сум Мери. Јас сум Софија. И добре дојдовте во уште едно издание на студентската емисија УКИМ неделник. Останете со нас да видите што е она што се случуваше на УКИМ изминатава недела. Ректорската управа на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје на 19 јуни ја одржа својата 313-та седница. На истата беа разгледани повеќе клучни прашања за развојот на универзитетот. На седницата беа утврдени измените за конкурсот за втор циклус студии и новиот академски календар за академската 2026-2027 година. Воедно беа дадени позитивни мислења за новите студиски програми на Природно-математичкиот факултет и беа разгледани извештаи од научно-истражувачки проекти со цел дополнително напредување на високото образование. Вработените од стручната служба на универзитетот успешно ја завршија обуката Microsoft 365 Copilot. Преку оваа едукација, тимот стекна практични вештини за користење на вештачка интелигенција во секојдневното работење со фокус на брзо креирање содржини, анализа на податоци и подготовка на презентации. Со ова инвестиција во дигиталните вештини, УКИМ продолжува да ги модернизира своите процеси и да ја зголемува ефикасноста. Фондацијата Атанас Близнаков објави повик за доделување на 50 стипендии за студентска извонредност наменети за редовните студенти во прва година на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Стипендиите се во износ од $2500 годишно. 40 од нив се наменети за студенти од сите факултети во состав на УКИМ, додека 10 дополнителни стипендии се предвидени за студенти кои ќе се запишат на студиски програми поврзани со земјоделството, производството на храна, екологијата и одржливиот развој. Главните услови за аплицирање се кандидатите да бидат македонски државјани, да имаат завршено средно образование со просек најмалку 4.0 и да не се корисници на друга стипендија. За повеќе информации, кликнете на линкот во дескрипција. На Медицинскиот факултет во одделот на Институтот по трансфузиологија се одржа крводарителска акција под мотото "Твоето дарување крв може да спаси до 3 животи, а потребно е само малку од твоето време за да оставиш трајно влијание". Со ова се заврши уште една успешна крводарителска акција. Медицинскиот факултет уште еднаш покажа дека хуманоста и солидарноста се вредности што не дефинираат. Факултетот изрази благодарност до сите студенти кои даруваа крв и апелираше да продолжат да бидат инспирација. Економскиот факултет го организираше настанот "Каде учеле мама и тато?". Поранешните студенти на факултетот, заедно со своите деца, поминаа ден исполнет со насмевки, игри и дружење, посетувајќи се на студентските денови. Од Економскиот факултет изразија благодарност до сите алумни кои беа дел од ова прекрасно дружење, со кое уште еднаш беше оживеан духот на факултетската заедница. Во Централната управа на Прокредит банка успешно беше заокружен тримесечниот менторски предизвик, организиран во соработка со Економскиот факултет. На предизвикот учествуваа 12 студентски тимови, поддржани од професори и ментори од банката. Студентите подготвија демо решенија за дигитализација, поддршка на мали и средни предпријатија, климатска транзиција и пакети за млади. Трите најдобри идеи добија парични награди и можност за пракса и имплементација на проектите во Прокредит банка. Тимот на УКИМ неделник им честита на сите победници и учесници. Музика со текст додека учиш е неутрална, ниту помага, ниту пречи. Само телефонот да ти стои на масата, исклучен и со екранот надолу, веќе ти ја намалува концентрацијата. По една кратка проверка на социјалните мрежи, потребни се околу 23 минути за да се вратиш во полну фокус. Лага е првото тврдење. Зборовите од песната се судираат со зборовите од твојата глава. Кога читаш или пишуваш, текстот пречи, а самото присуство на телефонот навистина го намалува капацитетот и тие 23 минути се сосема реални. Финки настанал со спојување на два института, еден од ПМФ и еден од ФЕИТ. Финки има задолжителен предмет мемиње и вирален маркетинг во прва година.
Академската библиотека на УКИМ е всушност Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски. Лага е второто тврдење. Се уште не постои таков предмет на финки. ФДУ има катедра за TikTok актерство од 2023 година, единствена на Балканот. Филолошкиот факултет го носи името на Блаже Конески, кодификатор на македонскиот литературен јазик. На правниот факултет има смер односи со јавност. Лага е првото тврдење. ФДУ нема катедра за TikTok актерство. Студентите од Институтот за дизајн и инженеринг на облека при Технолошко-металуршкиот факултет ги представија своите креации на јубилејната 20-та студентска модна ревија Vortex Импресии. Овогодинешното издание беше инспирирано од безвременските дела на францускиот импресионист Клод Моне, но и од динамичната енергија, движењето и влијанието на новите технологии врз современиот свет. Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство беше дел од подготовките на матурантите за испитот по математика. Укимци и овој пат покажаа како се дава поддршка на идните колеги. Факултетот за ликовни уметности ја отвори традиционалната 46-та завршна годишна изложба на студентските остварувања за академската 2025-2026 година. Пред публиката беа представени дела на студентите од сите студиски програми на факултетот, создадени во текот на оваа академска година. Изложбата понуди увид во актуелните творечки практики на младите уметници и нивниот развој во различни медиуми и дисциплини. Во рамките на свеченото отворање беа доделени и награди на неуспешните студенти. Архитектонскиот факултет ја отвара изложбата на архитектонски студија ИАС-28. Изложбата ќе биде отворена на 24 јуни во големата сала на Архитектонскиот факултет со почеток во 11 часот. Правниот факултет организира настан посветен на европските стандарди во областа на недискриминацијата, слободата на изразување и стратешките тужби против учеството на јавноста. Настанот, кој се реализира во соработка со Канцеларијата на Советот на Европа во Скопје, ќе се одржи на 24 јуни со почеток во 10 часот во просториите на Правниот факултет. Тој е наменет за студентите од правните студии, политичките студии и новинарството. Факултетот за земјоделски науки и храна ги повикува сите заинтересирани студенти да се пријават на повикот за летната школа, што ќе се одржи на Биотехничкиот факултет при Универзитетот во Љубљана во периодот од 24 до 29 август оваа година. Програмата е наменета за студенти со понапредни познавања на современите пристапи за следење на сушата и прецизно управување со наводнувањето. Факултетот за музичка уметност го најави четвртото издание на танцовиот фестивал Credence Dance. Манифестацијата е посветена на класичниот балет и современиот танц, а на неа ќе настапат студентите од катедрата на балетската педагогија, алумните на факултетот, како и гости од повеќе земји. Фестивалот ќе понуди 4 концертни вечери, кои ќе се одржуваат од 20 до 24 јуни во просториите на Националната опера и балет. Како посебен настан се издвојува третата фестивалска вечер на 24 јуни, кога премиерно ќе биде изведен мюзиклот Авантурата Њу Јорк. Влезот за сите концерти е бесплатен. Митот за оваа епизода ни доаѓа од Медицинскиот факултет и гласи вака: стоматологијата е полесна од медицина. Ова е еден од најчестите митови што кружат меѓу матурантите. Звучи вака: ако не можеш медицина, оди на стоматологија. Полесно е. Ако и ти си го слушнал ова барем еднаш, остани со мене. Од каде ни доаѓа ова мислење? Најчесто од споредбата дека студентите по медицина учат за целото човечко тело, додека на стоматологија фокусот е на устната празнина, забите и вилиците. И така лесно се создава впечаток дека едниот факултет е потежок, а другиот полесен. Но дали е баш така?
Фактите се малку поинакви. И студентите по стоматологија изучуваат анатомија, физиологија, патологија и многу други медицински предмети. Но покрај теоријата, тие уште од раните години развиваат и практични, мануелни вештини кои бараат голема прецизност. Од друга страна, медицина има поширок опфат на области и подолг пат до специјализација. Значи не станува збор за полесен и потежок факултет, туку станува збор за различни професии со различни предизвици. Затоа пресудата е мит. Стоматологија не е лесна верзија на медицина. И двата факултети бараат многу труд, време и посветеност. Прашањето не е во тоа што е полесно. Прашањето е што повеќе те привлекува тебе. Тоа беше се за денешната епизода. А ние се гледаме следна недела во новото издание на Уким неделник.